пат влегува камера во обвинителството во Кавадарци. Плафонот се урива, паѓа измет од стаорци. Обвинителите неколку пати биле нападнати. Камерата на еден ТВ не можеше да ја долови ужасната реа, но се обиде да ви ја долови сликата од просториите на обвинителството кој практично се извор на зарази. Репортажа на Христина Атовска во Студио 1. Во ексклузив ќе гледате уште една хит анкета. Ги прашавме граѓаните во Скопје што мислат за манекенката Бјанка Мизел. Ексклузивно интервју со Адриан Гаджа. Популарниот пејач откри дека не комуницира со Роберт Билбилов и Врчак. Трифун Костовски со шок изјава. Многу пати сум бил и на машки стриптиз. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. По информацијата која што ни ја пренесе колегата Владко Чаловски од пред болницата 8 септември, ние повторно се враќаме тука во отвореното студио, трет блок, а како што спомени мојот колега Антонио, ќе разговараме на темата дали културата е на маргините на општеството, а токму на оваа тема наш денешен гостин е Бранка Костиќ-Марковиќ, новинар и публицист токму во доменот на културата. Најпрвен, добре дојдовте во нашето отворено студио 1. Благодарам за поканата, добре ве најдов. Исто вака, значи вие веќе долги години сте новинар во ова област. Сега, овој изминатиот период се случија одредени промени во однос на културата, како таа напредува, не напредува. Јас себе би започнала со едно кратко прашање, дали културата е на маргините на општеството? Неспорно дека е на маргините на општеството, можеби веќе треба да почнеме да го поставуваме прашањето како да го поттурнеме, како да ја потурнеме нанапред, како да ја извадиме од сенка и да го фрлиме општествениот фокус токму на културата, бидејќи не можеме да зборуваме само декларативно за некој идентитет, личната карта на државата е токму културата, образованието и недозволиво е да се даваат многу малку средства за да се стимулира домашното творештво, домашните уметници. Тоа е системско прашање. Не е прашање, ние со индивидуалци немаме никаков проблем. Гледате дека се случуваат постојано успеси, тука е талентот, тука е образованието, да кажеме, или влечеме траги од некој систем, се уште се држиме на мускули, но она што порано било поставено, но и тоа се троши и ентузијазмот и се повеќе луѓе го бараат своето чаре надвор од земјата, што е вистинска штета, или делуваат од надвор, или си ја бараат и днината надвор, делувајќи од тука, но тоа е многу потешко кога немате систем. Еве, јас исто така сега имаме едно друго прашање да се надоврзаме на ова. Зошто и дали медиумите имаат интерес за следење на културата или сепак тоа пополека изумира? Многу ми е жал што морам да кажам дека медиумите немаат интерес, чест не исклучоците, но повторно ништо не правиме со тоа. Јас мислам дека овде генерално отсуствува една културна политика во вистинска смисла на зборот, не краткорочна, туку долгорочна, не нешто што ќе се гледа во мандатот на назначените, на раководителите. Секој сака да сече лента, секој сака да се пофали дека успехот е постигнат, додека е тој на раководната функција, мора малку подалеку сежно да се делува, да се размислува што во следните 20-30 години да делуваме посистемски. Кога велам системски, зборувам и за рана едукација на младите, за образовниот систем, за образованието на професионалните музичари. Вие кога ќе слушате еден оркестар, го слушате во моментот, но тоа е одраз на се што претходело. Значи тие луѓе се дел од каде е проблемот и на факултетите за музичка уметност, зошто една група инструменти звучи послабо од другата група, но треба луѓе кои што се со искуство, кои што ќе гледаат така на нештата и да се грижат за растежот на оркестарот, а не од сезона во сезона, дали ќе има успешни концерти, дали ќе има, се повеќе се гледа дали концертите ќе бидат атрактивни, но тоа не е
ниту стои во описот на институциите, ниту треба да биде интерес на државата. Значи аплаузот сам по себе ништо не значи, треба малку подлабоко да се анализираат состојбите. Чи смитате може дека повеќе се гледа на квантитет отколку на квалитет? Па не толку на квантитет, колку мене ми е многу жал што, да речеме, Министерството за култура треба да се грижи да ги поддржува проектите од национален интерес. Не само и во националните институции, проекти од национален интерес. Ако прашате на улицата, направите анкета на што се сеќава последно, дали бил на концерт на Македонската опера и балет, односно на представа или на концерт во Македонската филхармонија, јас ве уверувам дека 90% од луѓето ќе кажат да, се сеќавам на концертот со тој популарен пејач, на концертот со тој диџеј, што е вистинска штета. Основната улога на овие институции е да го негува класичниот репертоар, да го негува македонското творештво, а потоа секако дека може да влегува во вакви приватно-јавни соработки, но тоа не смее да го става основниот фокус во сенка. Господин Марковиќ, ги споменавте сечењето од црвени ленти. Очигледно дека политиката сериозно се замеша во културата, што ја враќа години наназад и ја одвраќа од она што би требало да биде. Како да се искорени тоа? Па, некако луѓето од деснав од фелата да не дозволат раката на политичарите да оди толку длабоко во нивниот ресор. Тука има една спрега, не знам од каде да се почне, меѓутоа мора да се остават културата, уметноста, книжевноста на професионалците и кога ќе назначите некого да му ја дадете целата слобода да ја имплементира својата стратегија, својот план, а не да работи под директива и да исполнува нечии туѓи желби, бидејќи се знае кој најдобро ги познава работите. Јас мислам дека гледате во сите сегменти од нашето живење, дека веќе помислувам дека мора да се импортира некој странец кој што не е братучет или пријател со некого, дека нема врска со некоја политичка партија. Светските оркестри, оперски куќи за уметнички директори редовно имаат некои видни диригентски имиња, некои познати музиколози, продуценти. Тоа треба да се случи кај нас, бидејќи тие независно не ги интересира кој кому е упатен, кој со кого соработува, треба да има комплетната слика, некаква општа слика за да може да процени што е тоа потребно во дадениот момент, во кој дел треба да се повеќе да се посвети внимание, за да можеме да направиме или институциите да ги вратиме на она што беа, бидејќи тие бележат долги традиции. Зборувам за нашите национални установи, бележат светли моменти, ништо не е почнато од вчера и мислам дека ни недостасува тој континуитет, но сега веќе мора да зборуваме и за враќање на основите, на стандардите, на толку е се пореметено што не знам од каде да се почне. Не велам дека тоа се случило денес, вчера, минатата година, зборувам за многу години, односно последниве 2-3 декади, почна работите да одат удолу, бидејќи дефинитивно имаме големи политички и општествени проблеми со животната средина, со се останато и сите мислат дека културата може да почека. Тоа не смее да се случи. Културата и во најкризните моменти во големите држави не пати. Кај нас некако тоа е последното нешто на што се посветува внимание и тоа е погубно за сите, бидејќи многу е тешко да создадете еден музичар, еден уметник, долгорочен е процесот. Не знам дали постои подолго образование, колку самата држава вложува во уметниците, а потоа, кога треба да ги задржи, кога треба да ужива во плодовите од нивната работа, ги губи. Не само што ги пушта да одат, ги притиска, бидејќи се индиспонирани, бидејќи луѓето добиваат работи без да ги заслужат и тоа е многу демотивирачки. Да. Ја споменавте стратегија за развој на културата. Македонија може би има, меѓутоа како да нема? На хартија, секогаш. За жал е секогаш на хартија, но мислам дека нема долгорочна стратегија во таа смисла, значи да соработуваат сите институции. Зборувам за доменот во кој што сум најупатена во музиката, од нижото музичко училиште до преку средното, факултетот. Тоа е еден процес континуиран и потоа тие завршуваат во ансамблите или се
солисти или се дел од образовниот систем. Значи тоа е еден круг, еден ланец кој што не смее да се прекине. Никој не размислува така, бидејќи ви велам, тоа не може да се очекуваат резултатите утре, задутре, за една година. Треба една повисока свесност и тука да ги споменеме и медиумите. Јас досега има различни, сум работела 18 години како музички уредник. Знаеме дека имаше некои обиди, колку часа домашна музика, колку тоа никогаш не беше добар систем, не се најде модусот. Јас верувам дека сите телевизии, па макар и приватните, што имаат национален предзнак, државата може да смисли механизми и законски да ги обврзе. Колку минути морат да посветат од премиерното време на култура, и тоа да не е само пуштање спотови, готов материјал, туку треба да произведува емисии. Децата нема што да гледаат, нема едукативни емисии. Тие немаат обични цртани со добри синхронизации, да не зборувам за емисии кои што ќе ги подготвуваат тие еден ден, ако не да бидат уметници или да се занимаваат со книжевност, со глума, барем да бидат добра публика. И тоа е, цело време зборуваме едно со друго. Оди, но како да се нема волја да се прашаат. Има луѓе, умни луѓе, се уште во земјава со искуство големо, кои што со искуство здобиено во македонската телевизија. Во Нова Македонија тоа биле главните упоришта, но никој не ги прашува. Тие веќе изгубиле желба дека ќе бидат прашани. Сите оние експерти што беа и поставени некаде по некакви стручни комисии, тие повеќе како да служат за алиби, одошто се прашуваат. Нивното мислење секогаш над нив постои некој кој што ќе го стави својот подпис. Абсолютно. Така што, како да ви кажам, во болку куз временски период не може да се раскаже така, се. Јас само ви нафрлувам, но ако си има волја, секако може да се најде решение, но тоа мора да биде системско, такви краткорочни. Например, самиот конкурс на Министерството за култура се мешаат баби и жаби внатре. Да. Вие можете да конкурирате. Пред да продолжиме на тоа прашање, извинете, само имаме гледач да не чека токму на оваа тема. Да. Господине, господјо, повелете доколку имате прашање. Добар ден, повелете. Прво сакам да ја поздравам вашата гостинка и уживам кога ја гледам, ја обожавам, имам многу големо мислење за нејзе. Ја памтам уште на времето на Телма кога ги водеше оние прекрасни емисии кои што не постојат веќе, да ја промовира нашата музика, да зборува, толку многу знае, толку многу, и ако има можности негде, ја замолувам гостинката да се вклучи во било која телевизија. На вистина тие емисии многу недостасуваат, имавме многу познавање за музиката од секој ранг, значи имаше за забавна, она знае кои емисии ги водела и многу сум среќна што ја гледам. И посакувам многу голем успех. Она е, јас лично не ја познавам, меѓутоа ја знам од медиумите, се една позитивна личност, која што е многу образована, која што има многу познавање, значи све нај суперлатив и многу поздрав. Ви благодарам, пријатно. Благодариме за увањето. Конкретно прашање немаше, меѓутоа очигледно дека на гледачите. Да, ви благодарам многу за ваквото внимание и за прекрасните зборови. Да, бев голем дел од мојата кариера во Телма телевизија. Господјата сега не е информирана, добра можност е, сега сме во една телевизија, но мојата емисија сегашна се вика Астрорум, оди на друга телевизија, на ТВ24. Тоа е независен проект, односно проект во продукција на Литература МК. Јас сум вработена во Арсламина како уредник. Работам стручна редакција на книги од областа на музиката, работев 2 списанија Мини Либи и Либи. Сега се префрли во оној домен во кој што очигледно најмногу ми лежи, сопствениците сватија дека и тука најмногу можам да дадам и тие најмногу да добијат. Јас снимам емисијата, тоа си интервјуа во книжарницата Литература МК на улица Македонија. Порано бев профилирана или да речеме хендикепирана, ако може да се каже, што водев разговори исклучиво со музичарите. Правев емисија, сега фокусот е малку проширен. Разговарам со личности кои што имаат што да кажат, но разговорите се на линија култура, уметност, книги, меѓу нив има и лекари, има и луѓе со раскошен талент кои што се успешни надвор и дома. И се обидувам и оттаму да пратам една порака. Девизата на оваа компанија на Арсламина е, мислам дека најважниот аспект е едукацијата.
и на најмладите и на повозрасните. Тука се најдовме некако. Господјата кажа дека ги следала емисиите. Можам ни собственото искуство да потврдам колку е тоа потребно, колку медиумите можат да имаат влијание, зашто јас имав ситуации ќе застанете на семафор, кога постоја колпортери, кои што тоа име немаат некое високо образование, без разлика, така, да. Не беше емисијата елитистичка, се трудев да биде на едно ниво, на разбирлив јазик за сите и многу ми беше мило кога луѓе кои што немаат никаква допирна точка со култура, со уметност, ке речеа ве слушам и почнав да ја сакам класичната музика, почнав да одам на концерти, многу дознавам. И не смее да се занемари моќта на медиумите, но повторно велам мора да се најде некој систем, бидејќи знам дека во агенцијата за медиуми постојат формати како се добиваат лиценци, но изгледа тоа не се почитува многу, колкав процент треба да се отстапи на содржини од национален интерес, тука си како доаѓаат во вид и емисиите од културата. Многу е тешко на мускули. Знаеме дека за тоа треба повисока свесност. Тоа не привлекува спонзори, не носи пари, но бенефитот е многу поинаков и многу поголем од овие шоу програми кои што имаат директен инкам. Значи, нема уредници по телевизиите за тој вид на музика. Како да зборувам, сите се незадоволни. Незадоволни си рокерите, немаат каде да се презентираат. Мора некој концепт, инаку вие ќе пуштите спот, тоа нема да има некој влијание. Ке морам да ве прекинам на кратко, затоа што на линковско јавување го имаме колегата Владко Чаловски, темата која што ја обработувавме пред да почнеме со овој разговор за нападот врз Милијана Киевски и Спиро Ристовски. Чаловски, повели. Антонио, знам дека во студиото всушност разговарате на тема култура, меѓутоа, како што рековме, ќе се вклучуваме со секој нов развој на настаните од информацијата и инцидентот дека денеска во затворот Шутка биле нападнати поранешните министри Спиро Ристовски и Милијан Киевски. Уште една потврда за тоа дека Милијан Киевски се наоѓа во 8 септември е доаѓањето на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој што низ ходниците во болницата постојано го бара, како што вели тој, кон одговорните пациентот Милијан Киевски, меѓутоа засега и тој е заедно со новинарите на чекање за било каква информација за тоа каде е Јана Киевски. Меѓутоа, како што реков, доколку има нова информација, ние повторно ќе се вклучиме одовде. Само да напоменеме дека Милијан Киевски и Спиро Ристовски синоќ им беше определена мерка притвор од 30 дена од обвинителството како организатори на крвавиот четврток или упадот во законодавниот дом, освен Милијан Киевски и Спиро Ристовски. Во овој случај уште се обвинети и Никола Бошковски и Никола Груевски, кои што се во бегство, како и поранешниот собраниски спикер Трајко Велјановски, кој што не беше приведен синоќа, кој што не беше во притвор однесен утрово, затоа што го штити претеничкиот имунитет. Толку одовде, ако имаме нова информација со председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, се вклучуваме уште еднаш. Чаловски, ти благодариме за ова вклучување во живо, секако веднаш се вклуча што имаш нови детали. Ние имаме уште многу кратко време, минута до 2, би препорачал да завршиме во овој период, Елена, повели. Така, Иве, накратко само уште едно прашање, бидејќи постојано ги споредуваме, односно ги поврзуваме медиумите со културата, па еве зошто во Македонија само лошата вест е добра вест според вас? Многу е тешко прашање, не знам дали каков пристап да употребам филозофски или ние си ја кроиме реалноста. Повторно се сведува, ние сме дозволиле политиката да е главна, ние сме дозволиле таа да ни го јаде главното време, да ни го бои секојдневието, но не би требало да биде така. Велам, многу вредности веќе се симптоматични,
Повторно треба да се врати системот на вредности, на стандарди, и на телевизиски, и на културна политика, и на делење на средства преку ресорните министерства. Што е приоритет? Ние немаме никаква номенклатура, немаме веќе номенклатури на занимања, рамки, било какви, кој што може да работи, секој може се да работи, сите се со дипломи, ретко кој е специализиран за својата работа, немаме критика, не можеме да мериме што реално се случило, а што само пренеле медиумите, тоа пренеле како гола информација што ја пласирале институциите. Немаме никаква анализа, значи многу е тешко да дадете било каков одговор во еден ваков целосен хаос. Мораме да знаеме што ни е приоритет. Никогаш нема доволно пари, но ако ни се приоритетни 2-3 установи, треба таму да се обезбедат средства континуирано, тие да може да сметат на нив, сезоните се закажуваат однапред. Индивидуално може да влетаат проекти, но тоа не смее да биде примерно наспроти ова што ни го формира културниот идентитет и самото постоење. Така. Бранка, ти благодариме за гостувањето. Ветуваме дека во наредна прилика нема да те одземеме од времето и ќе посветиме многу повеќе време на културата, како што тоа го правиме секој ден. Почитувани гледачи, останете со програмата на 1ТВ за крајот на овој блок. Јас предлагам да го видиме прилогот на колешката Ива Трајковска, односно социјалната сторија. Со овој прилог јас и Елена Милошевска се одјавуваме. Останете на програмата на 1ТВ.